Здраво ви, добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе ги разгледаме киселините базите, гледани од страна на теоријата на Луис. Значи, во претходните видеа разгледавме од страна на Арениус, така спрема него, киселини беа тие кои зголемува количината, односно концентрацијата на водородни иони, така, односно на протони, бази беа тие кои зголемува концентрацијата на ОХ иони, значи ОХ минус, додека спрема теоријата на Бренштет и Лори, киселини беа тие кои всушност донираа протони, а бази се тие кои акцептираат протони. Значи, вака тоа ќе го направам. Тие кои донираат протони се киселини, а тие кои акцептираат протони се бази. Сега, спрема теоријата на Луис, кој овој Луис е всушност тој истиот кој што ги разгледувавме Луисовите структури, нели кога имаш например кај HCl, и кои електроните всушност се бележат со топчиња, Cl. Сега не се бележат вака, едноставно така ги бележам за да се потенцира дека тука има ковалентна врска, но нели ги бележавме како топчиња и Cl. Значи, тој е истиот човек. Сега, спрема Луис, киселините базите ги дефинираме во однос на како се пренесуваат електроните. Значи, киселини се акцептори на електрони, значи тие кои примаат електрони, односно електронски пар, поточно, значи два електрона градата на електронски пар. Значи, киселини се тие кои примаат електрони, додека бази се тие кои донираат електрони. Само да бележам, значи, ова тука се киселини, ова се бази. Така ова важи за сите овдека нагоре. Сега, Луисовата е најнова, но не мора да зачека сега што најкорисна. Во праксата доста се користат сите, особено например во органска хемија, односно во биохемија. Во праксата често гледаш колку се дали се зголемуваат или намалуваат протоните, многу е лесно за разгледување така. Иако не мора секогаш, може да се користи Луисовата теорија, Луисовата дефиниција, која сега ќе запишеме. Некоја што е попрактично. Најчесто во неорганска хемија е попрактично Луисовата, но окей. Сега, зашто е ова битна Луисовата дефиниција, која сега ќе запишам? Битна е поради тоа што одредени хемиски реакции кои претходно например не би ги рачунале дека реагираат киселини и бази, сега можеме да ги гледаме како киселини и бази. Например, одредена хемиска реакција која сега ќе ја запишам, земаме калциум оксид кој реагира со, не знам, друга боја, сулфур триоксид и при тоа се добива калциум сулфат, што е сол. Сега, гледаме дека овдека во оваа хемиска реакција немаме ни протони, значи тука нема некои си протони каде што може да имаме некои си трансфер, нема ни хидроксидни групи. Така што спрема минатите две дефиниции овие не би можеле да бидат ни киселини ни бази, бидејќи нема протони, како ќе ги рачунаме. Сега, всушност, што се случува овдека, имаме на кислородот, со сина боја, всушност ќе бележам по углове, има на кислородот слободни електрони, така, слободни електронски парови, и овој калциум оксид всушност ги донира тие електронски парови, значи, вака не знам со која боја, ги донира тие електронски парови на сулфурот. Тоа значи дека калциум оксидот, бидејќи донира електрони, всушност ќе го рачунаме како база, така, додека сулфур триоксидот кој ги акцептира електроните, ќе го рачунаме како киселина. И овдека тоа всушност што се случува ако нацртаме со структурни формули, го имаме калциум, двојна врска кислород, сулфурот е поврзан со двојни врски вака со 3 кислорода. И тоа што после ќе се добие, всушност е калциум кој има 2+, само што не го бележиме овдека горе 2+, бидејќи избалансирано. Калциум 2+, кој е врзан со сулфур, каде што има кислород со минус, двоја врска тука со кислород, двоја врска тука со кислород. И ова целото всушност е 2 минус, бидејќи овдека имаме 1 минус и имаме уште 1 минус, но не мора да се запишува, но ајде ќе го запишеме и се гради ова соединение. Поентата ми е што сега можеме калциум оксидот да го сметаме за база, иако всушност нема никакви ОХ
иони и сулфур триоксидот можеме да го сметаме за киселина, иако овдека нема никакви протони. Сега оваа дефиниција за киселини бази, како што реков, важна е во неорганска хемија за како се формираат одредени комплексни соединенија, но може да најде место и во органска хемија, односно, например, како да се објасни како CO2 кој реагира со вода, нормално под дејство на ензими, се случува во еритроцитите, стига до H2CO3, односно јаглеродна киселина, и тука имаме некој си трансфер на електрони. Сега нема да го бележам, не ви е тоа толку битно. Друго да напоменам за Луисовите киселини бази е што повторно, значи тие кои биле киселини во некои од претходните примери, повторно се киселини, само што на некој си не толку очигледен начин. Например, една од најсилните киселини, Луисова киселина, е протонот, H+. Сега, протонот, H+, ајде дека ќе го запишам подоле, значи е една од најсилните киселини, бидејќи тој секогаш ќе акцептира електрони. Значи тој секогаш ќе прима електрони. Тој не може да даде електрон, бидејќи не има електрон. Тој е протон само, така? Тој е буквално еден протон. Тој протон си има позитивен полнеж. Буквално тој не ни може да даде електрон, така што секогаш само ќе прима електрони. И затоа е едно од најсилните киселини кои гледаме во однос на Луис. Така што кој да е овдека соединение X, тоа секогаш ќе ги даде електроните ако ги има врз протонот. Сега повторно не е битно од кај дошол овој протон, затоа сите други соединенија кои беа поминатите дефиниции кои дава протони, повторно се киселини, например, не знам, HF, така, флуороводородна, HCl, H24 и така натаму. Тие сите ќе оддадат протон, а тој протон понатаму нели ќе си биде киселината всушност. Например, ќе земеме еден пример HCl, така, HCl, кој ќе речеме дека ќе реагира со NH3. Сега, HCl нормално ќе се разложи на H+, Cl-, и добро го имаме NH3. Сега, ако идеме на страна, некаде, ќе видиме дека водородниот протон, H+, ќе ги прифати електроните од страна на NH3, значи дека имаме електрони, кои ќе бидат акцептирани, така што ќе се изгради соединението NH4. Значи, од амоњак ќе стане амониум. NH4+, и бидејќи дека имаме позитивен полнеж, Cl ќе се прикачи на него, ќе образува ионско соединение, Cl-. Значи, овак. Сега, уште една интересна работа во однос на Луисови киселини бази е што, ако разгледуваме од страна на Луис, сите катиони на сите метали всушност се киселини. Значи, без разлика кој метал го земеме, дека биде сребро, Ag+, или бахар, Cu2+, без разлика. Они бидејќи се позитивно електризирани, односно се катиони, ќе сакаат да примат електрони. Така, они сакаат да примат електрони, без разлика од кое тука соединение тие доаѓаат. Така што катионите на металите, без разлика тука надоле можеме уште да пишуваме, значи катионите на металите ќе се однесуваат како Луисови киселини, додека соединението нели кое ќе донира ќе биде Луисова база. Тука се имаме некои примени за Луисова база, Луисова киселина, која е флуорот кој нормално сака да има 7 електрони во нормална состојба, али повторно сака да постигне октет, така што едниот електрон ќе сака да го споделува заедно со борот, односно со борот трифлуорид, и се гради тоа соединение. Или пак алуминиум трихлорид со хлориден анион. Значи различни соединенија се може бидат киселини бази, ако ги гледаме во однос на пренос на електрони. Добро, тоа беше се за видео, се надевам дека доучивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.